Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што видео ќе збориме за спектроскопија која се базира на расејување на светлина. Главно ќе збориме за нефелометрија и турбидиметрија, но првично да започнеме со физиката, односно со хемијата на расејување. Кога светлината, некој фотон, која ќе удри честица, значи атом или молекула, може да се случат неколку работи. Значи може или да биде апсорбирана и потоа емитувана, така, значи апсорбција и емисија, тоа што го зборавме во претходните видеа, може да биде рефрактирана, дефрактирана и рефлектирана, но исто така, овдека не е цртано, може и да биде расејана, или на англиски е scattered. Односно, ако би го дефинирале расејување, е кога светлина која што патува во некој медиум најде на честици и нејзиниот пат е изменет, нели, од права линија во која би се движела. Во тој случај викаме дека светлината е расејана. Сега, расејувањето зависи нормално од повеќе работи. Од големината на честиците, така, нормално различни честици со различна големина ќе расејуваат светлина различно. И ќе видиме, врз база на тоа главно и зависат различни типови на расејување, тоа е еден од главните фактори, но исто така, многу влијае рефрактивниот индекс на медиумот и честиците, брановата должина на светлината која се расејува. Тоа е едно исто од најклучните работи, бидејќи зависно од односот бранова должина наспрема големина честица, добиваме различни типови на расејување. Интересен факт дека ако брановата должина треба да е максимум 1,5 пат помала од честиците, инаку ќе се јават повеќе ефекти на рефракција и рефлексија. Односно, можеме вака да го ставиме, честиците треба да се барем до 1,5 пат поголеми од брановата должина. Тоа е максимум. Ако се поголеми од тоа, честиците, веќе нема светлината да се расејува, него ќе се одбива. Така и ќе се рефрактира. Друга многу битна работа е концентрацијата. И ова е главно тоа што се искористува, за да се користат овие аналитички методи. Обично се одредува концентрација на нешто. Бидејќи сме увиделе дека при различни концентрации е различно расејувањето. И ако имаш стандардна серија на раствори, можеш да уочиш колкава е концентрацијата на даден раствор спрема тоа како се расејува одредена светлина. Битен е аголот при кој удира светлината во примерокот. Битно е дали светлината е поларизирана и молекуларната маса на честиците. Океј. Следно, кога има расејување, разликуваме два типа на расејување. Главно, еластично и нееластично расејување. А тоа зависи од тоа дали расејаната светлина останува со иста бранова должина, со поголема или со помала. Значи постојат сите опции. Расејаната светлина да има поголема, помала или иста бранова должина. Ајде сега да ги разгледаме. Значи, еластично расејување е кога светлината која е расејана останува со иста бранова должина. Значи нема промена во нејзината енергија. Вакви се, барем двете главни, се Рејлиево и Мие расејување. Значи ако честиците се барем до 5% од брановата должина, во тој случај имаме Рејлиево расејување, додека ако честиците се со големина приближно брановата должина, во тој случај имаме Миево расејување. Значи Рејлиево е за многу мали честици, така до 5% од брановата должина. Значи, ако имаш дадена бранова должина, честиците треба да се барем до 5% од таа истата. И Миево е каде што честиците се горе-долу слична големина со брановата должина. Следно е нееластично расејување, каде што емитувањето, односно, не емитувањето, расејаниот фотон има поголема или помала енергија. Главно е Рамановото расејување, значи постојат и многу други различни, не мора да влегуваме детали, овие три се главните. Интересно е колку барав превод за Рејлево расејување, бидејќи главно имам англиска литература, има само една македонска книга и ја најдов и така е пишано. Рејлиево. Океј. Иначе ова расејување е тоа кое е одговорно за синото небо, така, бидејќи најмногу се расејува сина, односно виолетова боја кога удира сончевата светлина, и затоа таа ја гледаш. Но тоа е друго видео, имам видео и за тоа направено. Сега, да се вратиме на темата. Нееластично, реков, е кога се добива или се губи енергија.
Може да биде Stokes, каде што расејаниот фотон има помала енергија, односно поголема бранова должина, така, значи поголема бранова должина е помалку енергија, или да биде Anti-Stokes, каде што има повисока енергија, односно помала бранова должина. Најчесто во најголем дел од литературата се спомнува Stokes, каде што расејаниот фотон има помалку енергија, но постои и другиот случај. Сега нема да влегуваме во детали што всушност се случува, има по-комплицирана квантна механика таму во игра. Ќе ги разгледаме само основните принципи на кои ова всушност се функционира. Имаме, да речеме, некој атом, составен дел од молекула, или некои други честици, не е тоа битно, сакаме да видиме што се случува од прилика на квантно механичко ниво, без премногу детали. Имаме електрон, кој што, ако, како што зборевме во абсорбција и емисија, биде во контакт со фотон, кој што има соодветната бранова должина, за тој да направи скок на повисоко електронско ниво, тоа ќе се случи. Но, при расејување станува збор за светлина која што ги удира частиците и при тоа нема доволно енергија или има неправилна количина на енергија за да направи точен електронски скок, односно електронско ниво повисоко. Значи има енергија за електрон да биде тука некаде или пак да биде тука некаде, што не може да се случи. Океј? Така што кога поминува, се зависи дали збориме за поголеми бранови должини или помали, ќе објасниме. Кога поминува светлина, фотон околу атомот, и ако бранот е многу поголем од частицата, во тој случај сите електрони добиваат еден вид диполен момент и дел се ексцитираат во форма на виртуелно ексцитирани честици. Значи, стојат како во форма на виртуелно ексцитирани електрони, окей? И таа состојба трае многу кратко. Тие одма се враќаат до нивото каде што биле и при тоа емитуваат светлина. Океј, еден вид на емисија. Само што ова е инстантно, бидејќи не прават целосен скок. Сега, ако електронот се врати во истото вибрационо ниво, во истата електронска конфигурација, светлината која што дошла ќе биде со иста бранова должина како што ќе се отиде. Нема да има промена. Така? Значи ќе имаме еластично расејување. Така? Као Реилево или Мие. Додека, ако брановата должина е многу помала од самата честица, во тој случај доаѓа неравномерно истовремено, така првно вие се ексцитираат електрони, а после другите. И они кога реемитуваат светлина, доаѓаат до конструктивни и деструктивни интерференции и при тоа може светлината што ќе замине да биде со повисока или пониска бранова должина. Океј? Односно, ајде да речеме дека електронов или повторно е ексцитиран до некоја виртуелна состојба и се врати назад. Но при враќањето назад, ако зумираме тука, ево уште една жвака, така ајде ова ќе зумираме тука, при враќањето назад во ова електронско ниво, ова е целото електронско ниво, и знаеме дека електронско ниво беше составено од вибрациони нивоа. Океј? И електронот претходно се наоѓал во ова вибрационо ниво. Но сега, нели, од кога отишол во виртуелна ексцитирана состојба и се вратил назад, сега е во пониско виртуелно ниво. Вред? Така што изгубил енергија. Таа енергија ќе резултира со емитуваната светлина да биде со помала бранова должина, со повеќе енергија. Додека ако бил тука електронот, така, стигнал до виртуелна ексцитација, се враќа назад во повисока вибрациона состојба, добил енергија, така би ги се качил малце погоре. Тоа значи дека емитуваната светлина ќе биде со поголема бранова должина, со помала енергија. Океј, бидејќи се искористила внатре во атомот. Сега, овие се вибрационите промени кои што се случуваат, но исто така се случуваат и ротациони промени на ниво на молекули. Има некои други ефекти кои што се случуваат, не мора да ги разгледуваме. Тоа е веќе по-комплицирана квантна механика, но тоа е главната идеја. Значи, ќе дојде и всушност ова многу потсеќа на абсорбција и емисија, само што се случува инстантно и нема правилен скок на електроните. И поради тоа го нарекуваме расејување, бидејќи кога ќе се ослободи, таа се ослободува во случаен правец. Наред. Тоа е на кратко физиката на расејување. Ај сега да видиме некои практични примери.
Физиката на расејување наоѓа доста практични примени. Најглавни се во клиничка пракса, односно клиничка диагностика, каде што имаме апарати кои се базираат на турбидиметрија и нефелометрија и најчесто одредуваат антиген-антитело комплекси и се одредуваат најразлични специфични протеини и многу други работи. Се употребува микробиологија, обично се наблюда турбидитет, со цел се види како растат бактериите, обично во некои научни средини, се употребува во хемиски лаборатории за чистота на течности и така натаму и така натаму. Сега, двата метода кои што се базираат на расејување се нефелометрија и турбидиметрија и не е ништо комплицирано, значи тие се како две страни на истата паричка, така да кажеме. Имаме извор на светлина, има најразлични извори на светлина, вакви ламби, такви ламби, кои даваат најразлични бранови должини. Денеска имаме доста софистицирани методи, не мора тоа да ве занима. Има на различни оптики, огледала кога насочуваат зракот, имаме филтри, ако се потребни, ако се лица да ни дава дадена бранова должина, и го имаме примерокот. И сега примерокот може да има одредена големина, кој што големината се влегува понатаму во пресметка, дека колку е концентрацијата, и светлината се ако поминува, може или да продолжи право, така, или да се расее во многу други правци. Врз база на тоа, каде ќе мериме, каде штудира светлината, имаме турбидиметрија и нефелометрија. Турбидиметрија, детекторот се става на прав пат со зракот од изворот. Зошто? Бидејќи како што доаѓа светлината, удира така во одредени честици, дел се расејува и дел продолжува. Значи, ова е многу налик спектрофотометрија. Така? И спектрофотометри може да бидат адаптирани да мерат турбидиметрија. И се мери намалувањето во интензитетот на светлина. Така? Си пуштил одредено количество енергија, толку и толку фотони, тука стигнале 90 фотони и спрема тоа може да одредиш концентрацијата. Турбидиметрија се користи кога имаме обично поголеми честици или голема концентрација. Зошто? Бидејќи ако има мали честици, така да речеме дека има мали честици и малце дека се, најголем дел од светлината ќе помине. И нема да добиеш многу голема разлика помеѓу светлината што излегува од ламбата и таа што ќе стигне до детекторот. И многу е тешко да направиш разлика помеѓу сигнал и врева. Така, значи ти треба поголема разлика помеѓу двете со цел да имаш значајна статистика. Така што ако честиците се поголеми, така ако се поголеми или ако се повеќе на број, голем дел од светлината ќе биде расејана и многу помал дел ќе стигне до детекторот. Така да речеме 20% од таа што тргнала. Сега дека го правиме со проценти, ако не е баш така. И може да се направи пресметка. Значи ако имаме големи честици или ако е висока концентрацијата, обично се користи турбидиметрија. Додека нефелометрија многу наликува на флуореметрија. Односно, флуореметри може да бидат адаптирани да бидат нефелометри. И детекторот може да се наоѓа на многу различни агли, така обично се наоѓа 90, може да се наоѓа под 45, некои имаат и 15, 30 и така натаму. Зависи што се мери. Така бидејќи различни комплекси што би се мереле, различни честици расејуваат под различен агол повеќе со цел да може да се детектира. И обично нефелометрија се користи кога имаме мала концентрација или мали честици. Така бидејќи малите честици нема да расејуваат многу и ниската концентрација исто така нема да расејува многу. Ама позадината врз која ги детектираш е темна. Така, значи, оваа позадина е темна и ти се што би добил од примерокот ќе ти биде сигнал. Така што сигналот наспрема врева е многу добар. И може да се одредат многу ниски концентрации и мали честици. И обично нефелометријата се заснова на повеќе реилјаво расејување, бидејќи кога премали честици расејувањето е многу поголемо во аголот во страничните агли, кон 90 степени од примерокот 45 и така натаму. Овде го имаме истото, само вака представено поубаво. Значи имаш изворна светлина, има најразлични видови на светлина, има
оптика посебна, може да има и филтри, удира кивета со примерок. Детекторот 90 степени нефалометрија, може и да биде под други агли, додека ако иде право, тоа е турбидиметрија. Значи турбидиметрите може да бидат адаптирани спектрофотометри, нефалометрите може да бидат адаптирани флуерометри, односно луминометри. Во ред. Имаме сега тука некои формули, како всушност се пресметува и може да видиме дека турбидиметрија формулата е многу слична нели како Бер-Ламбертовиот закон или Ламберт-Беров закон. Нефалометрија е слична како луминиметрија. Во ред. Ајде, дека сега да отидеме да се видиме уште нешто друго. Значи го Реилово расејување, каде што имаме помали честици, така значи честици да се помали. И имаме расејување повеќе во аголот од 90 степени, но и од овие 45 степени, 30 и така натаму. Додека ако имаме поголеми честици, поголеми честици од бројновата должина, имаме повеќе напред расејување код напред. И се користи турбидиметрија или пак forward scattering нефалометар под 30 степени агол. Сега овој метод нормално си има некои недостатоци, особено нели кога се користи во хемија, треба да се користат одредени површински активни супстанции како глицерин, желатин и други со цел да ги одржи преципитатите во колоидна состојба, да го одржи растворот, да не се таложат, бидејќи сакаме да ги измериме. Значи треба и да се пази и pH, така значи треба да се пази pH, треба да се пази температура, колку е мешан растворот и така натаму и така. Значи има голем број работи кои што треба да се запазат за да се добијат точни мерења. Сега во клиничка пракса има исто и други проблеми, бидејќи обично се мерат антитело антиген комплекси и треба да се мерат во точниот период. Зошто? Бидејќи се јавува ефект на antibody excess или antigen excess. Зависи дали има повеќе антитело или антиген, зависи што се мери. Бидејќи некогаш може во реагенсот да има антитело, некогаш може да има антиген, па да се мери антитело од примерокот и така натаму. И што всушност се случува? Како што ни објаснува самиот овдека график, значи може да имаме вишок на антитела или вишок на антиген. Ако имаме вишок на антиген, ќе се врзат секој антитело со соодветниот дел од Fab регионот, нели има два краци Fab регионот, ќе се врзе со антиген binding site, ќе врзе антигени, нема да направи комплекси и ќе опадне сигналот. Додека ако има премногу антитело, ќе ги исповрзи, така нема да направи комплекси. Значи треба да се најде соодветниот однос на антитело и антиген со цел да се направат комплекси кои што ние можеме да ги измериме. И ова е деликатна работа, но апаратурата е генерално добро приспособена за тоа, знае кога да пипетира и кога се да направи. Други проблеми може да бидат од самиот матрикс на примерокот, така особено ако се работи за пациенти, може да има многу липиди кои што би интерферирале, некои лекови и така натаму и така натаму. Хетерофилни антитела кои што ги направат вкрстени реакции и многу други работи. Примарниот раствор кој што обично се користи како стандард за мерење на турбидиметрија, за калибрација на апарати, се нарекува формазин. Има соодветни концентрации колку се добават, колку милилитри, колку грами, со цел да се добие стандарден раствор кој што е дефиниран како 4000 нефалометриски и турбиметриски единици. Не мора да навлегуваме детали, али конака да го спомнам ко факт. Се некои плюс работи кои што некои можеби би му били интересни, еве нешто повеќе математика, како е зависноста на брановата должина врз интензитетот на расејана светлина. Имаме оваа формула, како зависи од концентрацијата и молекуларната маса и како зависи од поларизирана светлина. Еве тука уште повеќе математика која што навлегува во физиката на расејување. Главно тоа е се за ова видео. Се надаме дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Имајте убав ден. Поздрав!